сабота 17 часот и 45 минути терминот кој е резервиран за уште една животна приказна. По куќен ред и овој пат ќе бидеме добри домаќини и секако ќе зборуваме за уште една животна приказна. Секој има своја звезда која го прати дури жив, барем така вели една песна, а каква е неговата звезда, неговата аура, ќе слушнете во ова издание на животна приказна. За кого станува збор и кој е мојот денешен соговорник, ќе видите од краткиот прилог. Жица на гитара. Роден на 18 ноември 1961 година во Скопје. Дипломиран на факултетот за драмски уметности и долги години е дел од Македонскиот народен театар и бројни телевизиски и филмски проекти. Неговата животна приказна е приказна за посветеност и љубов кон сцената. Вечерва ви откриваме приказната на Драган Спасов Дац. И како вистинска домаќинка, и овој пат ќе кажам добре иде за Драган Спасов Дац во животна приказна, иако не сме се видела многу одамна, имавме една прилика да зборуваме за дел од твојата животна приказна, но оние кои заборавиле сега ќе ги потсетиме. Важи, баш ми е мило. Баш ми е мило навистина кога снимавме минатиот пат пред многу години, пред многу години. Кога ме викна и веднаш ми текна и ти ми рече дека ти текна дека снимавме на јас те однесов на шините. Волки крај шините. На тоа се сеќавам. И седевме на шини. И седевме на шини така. И дали се сеќаваш дека кога заврши снимањето, слеговме доле и помина воз една така прилично фина брзина. Да. Дали ги избегав? Тоа се моментите кои се помнат во животот. Се надам дека и најбавите и најлошите во твојот живот ќе успееме да ги поминеме во оваа животна приказна. Јас да ти кажам право, за убавите се сеќавам, лошите ги потиснувам, како што и самиот мозок го прави тоа. Значи, лошите работи ги потиснува, затоа што ако останат лошите работи во глава, човек добива диагноза. Така да, веројатно, затоа се потиснуваат и се тргаат негде на страна на некој файл кај што излегува и оди во забора. Да. Во забора, така и треба. Како и секој моје прво прашање на емисијата, некако тоа ми е патентирано, затоа што ми е најдомајкински, најискрено морам да те прашам како си. Па добро сум, навистина, да, добро се чувствувам. Мислам дека животот ми е исполнет, работам и тоа е многу битно, да си исполнет, да нема празен од, да не стоиш у место, да не тапкаш, да не знаеш што да правиш со себе, да. Да, а на кога ќе станеш наутро, му праќаш порака или му се јаваш прво искрено да го прашаш како е? Па, види, мене ми стана креветот канцеларија. У последно време, затоа што од кревет знам некогаш да лежам и до 12. Тука е со Танго, кучето моје бигал, од Сабајле е изнесен дотеран све, он ќе си дојде во соба кај мене. И со Танго лежиме, може да биде и до 12 некогаш. И тука ги правам сите разговори кои што се кои што треба да ги направам за тековниот ден или недела, дури и месец. Така да штиклирам, работам, тоа канцеларијата ми у кревет на почеток. Значи онака црногорски. Најцрногорски. И нормално со Александар Митевски се пораките први што, како, зашто и така натаму. Обавезно жена ми се слушам и се слушаме. Се слушате. Ако не се гледате, се слушате. Се слушаме од работа, она ќе се јави или ја ќе се јава. Така да тоа се првите контакти со луѓето од кои ќе се разбудам. Да, за да ако се разбудиш, али не наутро, туку после пладне. Да, не, се будам порано. Јас се будам вака. Се будам прво пред да стане жена. Значи се будам некако околу 15 до 7.
Имате ритуал, некој кафе? Не станувам од кревет. Да. Само си буден. Да, буден сум затоа што знам дека ќе стане. Она кога ќе излезе, ја продолжувам да спијам. Можам да продолжам да спијам. Добро, така... ќе испочитуваш дека не е само она ранобудна, што мора да оди на работа. Дали имаш чувство дека сега многу повеќе работиш отколку пред некој се 30 години, така кажеш? Не. Не? Не, пред 30 години многу работев. И сега работам многу. Само работам друга професија. Но е многу работа, сигурно и ова. Јас се, како викам, јас сум сега на привремена работа во музиката. Хонорарец. Да. Инаку, јас пред 30 години работев, сабајле имав проба, навечер представа и тоа траеше години, зашто влегував од представа. И пред некое време вадевме во театар кој колку представи имал за да видиме да направиме некои прераспределби требаше да се прават во театарот, па да видиме некој да земеме као пример, па се види дека не сум ја баш добар пример за тоа, зашто многу е висок прагот за тие прераспределби, зашто имам негде као 80 улоги во мојот живот, од кои што 99% се главни улоги. Пина бројка. Да. И така да тогаш ќе видов, не ни знаев колку имам. Тогаш видов колку јас уствари сум направил улоги, не ми се веруваше. Ни мене. За овој живот. Па да. Да. Навистина добра бројка. Што оно што си го наследил од родителите? Знам дека твојата мајка е поетеса, твојот татко мислам дека не е жив. Не. Веќе така? Не. Што оно што го имаш во наследство од твоите родители? Па од мајка ми и од татко ми сум ја наследил веројатно талентот за глума. Зашто и мајка ми е она почнала како уште од средно школа како глумица, но кога се земале со татко ми рекле доста еден глумец во фамилија. Така да мајка ми отишла скрос на друга страна. Тоа што пишува поезија и ја понекогаш да имаме некоја книга, нели? Тоа веројатно е и од неја. Татко ми не пишуваше тоа, знам. Така да, не знам, некои убави работи сум наследил. Најдобрите работи си ги наследил? Да, убави работи сум наследил и од двајцата. Се талентирани и сум наследил, од мајка ми сум наследил, тоест она ме научила на убаво воспитување. И јас така сум ги воспитал моите деца. Така да мене ми е мило, мене ми е мило кога ќе ми кажат за децата многу се добро воспитани, иако се веќе големи со деца. Јас сум дедо. Тоа е најдобар комплимент, да. Јас сум дедо, имам 2 внуки, Гаја и Зои. Да, ќе зборуваме подоцна и за твоите деца и за внуците, но дали сега од овој аспект чувствуваш нека одговорност, бидејќи твојата мајка е жива, треба да ја се заблагодариш, да ја кажеш нешто што никогаш досега не си имал прилика да ја го кажеш, да ја се извиниш можеби? Кај нас се многу чисти односите и многу отворени. Значи се што имам да кажам, јас сум кажал во очи. Така да мајка ми знае се за мене и се што мислам за неја и колку ја сакам и колку ми помогнала во животот. И јас секогаш велам, за мене постојат 3 жени во мојот живот кои што ми помогнале и биле тука покрај мене кога ми било најтешко. Тоа е баба ми Донка, мајката на мајка ми, мојата мајка Лидија и мојата сопруга Весна. Значи тоа се 3 жени во твојот живот? Да, 3 жени во мојот живот без кои што јас немаше да бидам јас, може да немаше да бидам жив сега. Супер. Ништо без жените, дефинитивно. Да, сигурно. Кажи ми, кога беше моментот кога свати дека глумата ќе биде твоја предел? Па уште многу мал. Јас решив дека прво кога се бев многу мал, као секој дете веројатно може би. Што ќе бидеш кога ќе порасне? Не сум сакал никош да бидам полицаец и така кој што нели заради пиштолите и така тоа ни беше у глава. Јас сум сакал да работам во циркус на трапез.
Тоа ми беше гледаш, сепак е Али врзано има со некоја публика. поврзаност. Да, Да. поврзано е со публика. Тоа се артисти на жица. сцена, да. Да. И така да тоа е мојата прва љубов. Потоа сум сакал да бидам пејач. Ти тоа се остварило. Не случајно кажав, секој има своја звезда, што го прати до режим. Да. Буквално е таа така. Твојата звезда испливала негде на површина, си успеал во тоа што си го сакал и некој го препознал твојот талент. Кому си посебно благодарен поради препознавањето на твојот талент? Прво е, ако на некого можам да му кажам благодарам од театарот, има повеќе. Но првиот човек кој што ме виде и ме стави на сцена во главна улога да се искалам во драмски театар, тоа е Коле Ангеловски. Во представата Не сега драга, кај што го играв Ѓоре Пиже, и тоа беше мојот бум. Таму сите дознаа за Драган Спасов. Да, што бев непознат. Ме знаева од некоја од серии и така натаму, имаше, тогаш се снимаше. Ме знаева од серии, но во театарот тука се ме промовираше Коле на некој начин. Инаку јас велам дека талентот ако да се препознае. Не, овде кај нас можеби тоа во Америка да те препознае некој да те однесе во Холивуд да снимаш. Ама овде кај нас талентот по мене не може да остане невиден. Затоа што ти, ако сакаш да те видат, ќе направиш се, ќе добиш на трепавици и ќе те види некој, ти ќе направиш, сам ќе направиш представа, монодрам. Не знам што, ќе се пикаш кај што Така, но некој мора да ти даде ветер во грб, нели? Да. Токму на тоа мисла, да. Да, но талентот мора да излезе. Да излезе на површина. Талентот е како вода. Значи, пушти ја вода, а не, ќе најде дупка, ќе искочи. И во барата има место за сета. Па, има место, да, само што некој се жабокречина. Точно. А негде кај тече водата. Не, сигурно. На што си 99 улоги главни? Не, 80. 80, добро. Која, знам дека секоја, тоа е како да прашам сега мајка која дете си го сака најмногу, знам дека тоа неблагодарно, меѓутоа во која од тие улоги си најискрено ти? И таа е, можеби, твоето друго јас, не знам. Не знам. Не можеш да излезеш? Не може. Стварно не може. Не можам да седам, да мислам, па да нешто, да треба... Пази, не можеш да свртиш од глава се во моментот 80 Толку многу, да. Има некои што се... Знам, например, некои што се полоши, што не ги сака. Има и такви. Па да, има и такви, нормално. Но од овие што се грото по-добри, не би можел да издвојам на вистина. Не може. Кога беше најголемото разочарување во твојата професија? Ако било? Па не сум се разочарал. На вистина, не сум се разочарал. Јас прво гледам позитивно на работите и кога гледаш позитивно на работите, очекуваш да се случи тоа и тоа. Добре. И нормално во границите на можноста. Не сега ја да очекувам у Холивуд да ме викнат, па да се разочарам дека не ме викнале. Знам дека нема да ме викнат у Холивуд. И еве не ме викнале. Да, и не сум разочаран. Да. Него ми е нормално. Негде ти се нормални очекувањата и тоа е тоа. Така, тоа е многу битно. Многу е битно да ти се нормални очекувањата и да ја знаеш мерката. Мерката која што е на сцена, мерката во животот воопшто, мерката е многу битна. Значи мерката е тоа и умереноста, како мерката, па тоа е мерката, да знаеш како да се однесуваш, се. Се ако седам и овдеки да рипам по фотелјава, нема баш да биде добро интервјуо, нели? Какво дете беше? Да. Многу немирно. Немирно? Да. Многу немирно, значи не деликвент да ме затвараат, него бев немирен, несташен, да, несташен, правев глупости. Шетав по Симс на терасата горе, мислам, што ја кажам, тоа е една тешко на мајка ми. Трауми од детството? Да. Трауми од моето детство има мајка ми. И така ми рече, вика, сакам
да имаш дете како што си бил ти, па да видиш Да како. видиш како е, да. Така да и Стефан Јаков Јаков не беше мирен, а Стефан воопшто. Значи Стефан го повторио на моето, така да. Па виде како е? Видов како е, да. Помниш ли некоја посебна случка од твоето детство? Порасна во Карпаш и во Кисела Вода подоцна, така тоа се двете населби. Пред се детството ми е во Карпаш 1 и 2. И Се врти табла од досада? табла не сум играл никош и не знам да играм. Тоа некои се чудат како мушко неќе не знае табла да игра. Не знаеше ни татко ми, веројатно затоа. Треба да ги те научи некој како мал. Така да табла не знам да играм. Еднаш кога со татко ми седнавме во Драмски се играше табла. И сите како игра некој табла и ќе застанат и ги гледаат како игра. Толку ми беше чудно тоа, пошто не знам да играм. И му реков на Стео, викам, го викав по име секогаш, и мајка ми ја викам Лида по име. И викам, ајде земе на табла, знам дека не знам, викам, така без везе ќе вртиме. Ајде, и седнавме. А знаевме, седнеме во театар и јас и он сами, и си да си правиме муавет. Ми беше многу добар другар. Бифето во Драмски? Во бифето, да. И вртиме, и ќе сврти, он без да неаме, вртиме без везе, половите, они дојдоа некој да гледа. И едно време, вие која игра играте? Што е ова? Абе не зафркаваат, вика ви двајца. Така да, табла не, значи, да ти ја кажав ова кратка приказна. Седевме пред самопослуга. Ми имавме една самопослуга Центро беше, да. Седевме таму пред таа самопослуга, имавме две дзичиња, игравме пантомима и асоциација. Знаевме да земеме по едно пиво Туборг, тие малите и овие переците. И од переците ги правевме буквите. Да, тоа беше интересно. Сите букви да си направиш име, твое, на девојката и така натаму. На крај нормално ќе ги изведеш. Така да, тоа беше интересно. Игравме Камај многу. Камај беше баш онака игра која што е добра пред се и затоа што да размислуваш кај да се скриеш, како да го фатиш жив, зашто жив значеше 10 поени. Од кај да им дојдеш. Развивање моторика, да. И трчање имаше многу, така да трчавме. Тоа беа игрите на твоето детство, да. Што е оно што сега кога ќе се сетиш, најмногу ти недостасува од твоето детство? Дали се дружиш се уште со другарите од тоа време? Се слушам, се гледам со некој од нив. Ми недостасува возењето точак. Се помалку имам време да го возам некако, па и тоа малку беше партизанска? Па не, сегде возев, ја точак возев, јас излегував со точак, значи со девојка излегував со останок со точак и точакот го, пошто ми беше многу скап тој точак што го купив тогаш. Како ја возеше на корпа? Немаше корпа. Многу тој го внесува во кафичите кај што можеше, зашто не го оставав или дома кога ќе одев негде како го внесував дома, кај иде со точак, викам да го внесам. Па на балкон ќе оставам, викам било каде, овде не го оставам. И сега веќе не е твое превозно средство. И имам точак. И да многу убав точак имам. Ама се потешко ми е да се качам на него. Иначе одев, ќе ми текнеше ќе ми текнеше од нигде никаде, ми фати нервоза, од Карпуш 2 ќе се качам, ќе отидам до езеро Треска, ќе направам круг и ќе се вратам назад. Ама не осеќав замор. За разлика од сега, За разлика од сега. Да. Но мораш да се вратиш на тоа, бидејќи нема тогаш да лежиш до 12, значи ќе се направиш една рута. Не, мислам да ти кажам, имам овакво јас не лежам стално до 12, но кога сакам лежам до 12 и можам да лежам до 12. Кога не можам, ќе станам, морам да станам. А кога можам, зошто да станам? Апсолутно. Кога беше периодот кога свати дека не можеш да правиш оно што другите сакаат да го прават, бидејќи некако секој од нас има некој период кога чекај да му се допаднам на другиот, чекај да не го повредам и така натаму. Во кој период свати, ако свати дека треба да правиш нешто што само тебе ти одговара?
ти реков пред малку дека јас многу сум искрен. И јас немам проблем да кажам ништо во Што не ти се лице. допаѓа. Во лице што биде се до граници, се не може да кажам некој фалинки ако има човек, не дај Боже. Но така да од секогаш сум правил она што сакам. Имало период, да речеме, не знам, во детството кога ми викале не знам, тоа и тоа да правиш, пак сум го правил тајно. Значи не можеле да ме додржат. Кај мене е најтешко ако ми ставиш граници. Ја морам да излезем од нив. Значи само небото е лимит. Да, не може тогаш не сум свој. Не си свој, немирен дух. Да. Кој период од животот ти беше можеби најтешок? Па не, имаше еден период од животот кога се разведов од првата жена, оставив 2 деца таму, се вратив кај мајка ми у детска соба, што се вика. Но Какво искуство беше тоа? па лошо. Имало нешто и лошо, нели? Да, лошо Добро. искуство, да, лошо искуство беше, кој еднаш се е искуство. За среќа, тука се појави мојата сопруга денешна Весна, сегашна Весна, така да од тој живот паметам само ги паметам моите деца, кои што не ги паметам, него моите деца се тука, Така. и од тој живот останале моите 2 деца Јаков и Стефан, со кои што се гледам, со кои се дружам, иста професија имаме, и така да тоа што било лошо таму веќе е заборавен, да. Но многумина ќе знаат да кажат и да зборуваат, мисля сега лошо, секому е тоа некое лошо искуство. Меѓутоа многумина и влечат поука од сето тоа. Многумина ќе кажат дека никогаш повторно нема да влезат во брак поради тоа лошо искуство, што не е случајот со тебе. Па не, зашто нема врска тоа. Некојаш не се погодува жената, некојаш не се погодува мажот. Многу си бил млад, си направил некојаш грешка. двајцата не се погодуваат. Така да ние, јас и Весна сме имаме ожилци на исто место. Неверојатно бемки имаме на исто место. Ја викам Весна, не можеме да сме брат и сестра. Да се провериме, да. Така да многу сме слични. Во овнови сме двајцата во хороскоп. Имаме исти навики. Страшно нешто. Стварно, јас... Колку време сте веќе заедно со Весна? Па, само што се разведов, кратко време после тоа почнаме да се гледаме и еве до ден денеска сме заедно и ќе бидеме заедно сигурно. Да, и оно што успеав да го прочитам за тебе, знаејќи вака малку повеќе како личност, немаш проблем, како што да кажеш некому нешто во лице, во граници на нормално, знаеш да искажеш љубов јавно, што тоа многу ретко некој го прави. Весна е привилегирана во тој поглед и многу често знам да прочитам дека и честиташ роденден на некој поинаков начин, дека дали тоа го правиш и секојдневно или само со некој повод? Па, баш Весна пред некое време го кажа тоа, го прочитала некаде, рече има некој експеримент направиле во некој не знам како го се собрале, луѓе и рекле ајде сега вие жените на мажите да им попуштите порака те сакам. И да ги видиме одговорите. Сега, одговорите биле многу интересни. Дали ја удри колата? Што ти е денес? Збунети, да. Нешто зашто, шта, нешто што сакаш. Колку пари ти требаат? Да, колку пари, да. Ретко кој вратил и јас тебе. Нашите пораки со Весна се тие. Значи, те сакам и јас тебе и тоа се пораките кои што ги праќаме еден на друг. Па сигурно еднаш до 2 пати дневно. Најмалку. Преубава, да. Тоа е клучот на една добра и стабилна заедница.
Па, Кога го негуваш како цвеќе, кога го заливаш. Љубовта, да, љубовта е навистина и она кога мене Весна ми треба, и јас и требам нези. И тоа се навистина сме ние сме нонстоп негде допрени. И кога не е тука незината присуство. Па, да, тука е Што би се рекло и во добро и во зло, тоа некако сите го прескокнуваат, но има голема тежина и баш е така. Да, Јаков и Стефан, возрастни луѓе на кои си особено горд. Кој повеќе знае да го слуша Дац во своите совети? Па, види, веќе скоро и да не им давам совети, така да тоа се... Они тебе ти дават. Они се... не може. Се шега. Но Јаков е веќе и родител, значи има две керки, Гаја и Зој. Дедо, кој би рекол, да. Јас сум дедо. Една посебна улога. Да, и многу е убаво чувството. Баш вчера беа кај мене сите, заедно нормално со Стефан. Стефан не е женет, Стефан е уште така сака да живее. Слободен. Да, слободен. И добри се во својата професија, напредуваат и тоа ми е драго. Твоите родители потекнуваат од Скопје или? Да. Скопје, татко ми од Скопје, дедо ми од Скопје, прадедо ми од Скопје. Многу стара скопска фамилија по таткова линија. А мајка ми, пошто дедо ми беше војно лице, мајка ми живеела од Врање, Лесковац, Куманово, како го става Така се селеле. Така се селеле. И во Скопје останаа да живеат од времето. Така да, ама тоа е после војната. Кратко. И од Скопје се останати. Од тогаш, иначе баба ми од Прилеп. Од таа страна, исто баба ми од другава страна. На татко ми е од Власотинце. Аха, од Србија. Од Власотинце, од Србија. А дедото е од, значи реков Стари Скопје. Од 1800 некоја година. Датира. Некој Спасо, на кој што сме Спасови. Од него го земаме презимето. Од Драчево дошол во Скопје, баш каде што е паркингот сега веќе зградите на кај Холидеј. Тука живее. Така, имаш уште една врска во твојот живот, а тоа е Александар Митевски. Да. Кој беше виновникот за вашата спојка? Па, прво, Копров не виден една журка како се фаќаме за микрофони и пееме двајцата. Приватна? Да, приватна журка така. И рече, па зашто вика не направите нешто, некоја песна? И после јас бев тој кој што го тераше Александар. Ајде бе да направиме. И прифати. Тежок е Александар, е тежок да го покренеш. Ама кога ќе го покренеш, Александар е еден работник и многу е талентиран. И многу е исто фино воспитан. Културен. Да, културен човек. И Бевте другари претходно или само познани? Се знаевме, многу долго се знаеме. Мислам, другари не сме били. Многу долго се знаеме. Сега он ми е мене кум. Супер. Ето, па за тоа реков врска. Да, кум ми е он, затоа што Весна, жена ми, ние живеевме до пред некоја година живеевме така, не бевме венчани. И се договорија со Александар, со сестра ми, направија цело сценарио, каде што во 3 века на журка, на паузата, дојде матичар и мене Весна ме побара за маж. Да, тоа е првата, царица. Да. Првата жена. А Александар беше кумот во овој случај.
И така да И ти ништо не усети не претходно? знаев. Дори до Бурми, до све изнакупиле, направиле со сестра ми исто. Ама све, цело сценарио да пазам да не дознам. Гледам некои фотографии се муваат, кои се фотографии, викам, зашто сликаат, викам, што е работа? Абе, ги викнале од Трибека, добро. И на пауза кога го видов Роко со врховите матичарот цари, со книгата, викам, ја ќе се жена. Треба да кажам, да. Да, супер. Така да, затоа ми е кум. Ама така, пред некој ден вика, да ти давам една ракија, ми вади, од таа белата многу ја се убава на тиквеш кумовата, бела, и да ти давам ракија, вика, од кумот. Викам, од кој кум бе? Па нели јас сум ти кум, вика. Јас сум го заборал. Заборави на кумот, да. А кој повеќе веруваше во вашата приказна, ти или Александар? Дека ќе успее? Не, ова беше експеримент, не беше ништо приказка, не тргнавме ние да правиме нешто. Ова беше да направиме една песна. Од кејф? Да направиме една песна и после од која направивме песната, ајде да видиме дали можеме за роден ден некој беше, се не знам како беше, дали на Александар роден денот. Беше роден ден, ајде да пробаме у плей. Ајде ќе направиме една, овако ќе направи матрици, правеше овако, ама двај го натера. И направив. Добро беше, ајде пак да дојде, ајде ќе дојде. И тргна така целата работа и фати корона. Да, и во короната направивме ние како серијал излеговме. Секоја вечер правевме по една песна и не чекаја да видат која песна ќе ја пеем. И тоа беше многу интересно, он ќе ми прати музика. Јас ќе ја снимам на телефон, тоа во шифонер ставен телефонот, добар телефон, па може да се сними убаво гласот, и ставен во шифонер као глува соба, ја го пеам, му ја праќам, само гласот му го праќам, он го монтира. Он ми го праќа после тоа назад, пошто немаше излегување. Он ми го праќа назад, јас го слушам и се снимам, правам плейбек, и он се снима и после ги монтира. Тоа беше, ама сите бевме вклучени во целата приказна. Кој фрла текст, кој... Да, и навистина голем хит стана вашата песна за корона. Дефинитивно нешто што е белек на вашите почетоци. Корона, чао, стана за 3-4 дена милион прегледи направи. И во Бугарија, така? Борисов што ја пушти у кола, и сите која Борисов не промовираше во Бугарија. И сите ги фати таа песна и беше стварно, сега има 6 милиони прегледи таа песна. Секоја чест, да. Да. Направивте... Беше балканска. Ја слуша и во Русија, и во Шведска, ја слуша во Италија, сегдека. Интернационално. Да, интернационално. Направивте песни, оживеавте песни кои може би беа умрени на некој начин. Па да, гледавме... Како исто ги заборавени тотално, да речеме, не знам, Хелена Благне, некој кој не ја слушнал може би 30 години, ако те нема. Не знам, признавам исто до пред пар години, иако беше хит, беше подзаборавена, негде таму ставена и многу други песни. Чива беше идејата токму тие песни да се оживаат? До некој период мој, од некој период на Александар, зашто јас сум постар од него. Така да ја памтам нешто друго. Така да, но Александар е човекот што копа, што работи највише за тие работи и е вркохолик, е страшен. Тоа го пипавте кај публиката преца? Дека сакаат да ги слушаат тие песни? Не, па тоа збориме за короната, така што ги пуштаме. Зборуваме за сите овие песни кои... Да. Од прилика баравме некои и хитови и песни кои што стварно се заборавени и кои што не се, ама биле хитови. Така да тоа мораше да пројде. Дали секој настап имаш адреналин или дали си се уште така возбуден како на почетокот? Уживаш ли на тие настави? Види, јас што
Јас ја имам сцената повторно. Не ти е тоа непознато, Да, јас имам сцената. Значи сцената ми е у театарна, сцена не ми фали публика. Навикнат на Не ми фали публика, публика пак имам. Така да можеби ми фали од театарот, ми фалат процесот на работа, пробите, тоа е убавината. даските. Да, тоа е убавината. Пробите и колегите. Тоа е нешто што ми фали. Реков, публиката ја имам. Нема некој посебен адреналин. Адреналинот е поголем во театар. Затоа што овдека е друго. Поинеко флуид имаш. Да. Колку спомена дека ти недостасуваат колегите, со кого си бил најблизок од колегите од актерската сцена? Па се у свое време. На За жал време некои не се веќе меѓу нас. за жал не се, да е што една од колешките покрај Јелена Жугич е Билјана Беличенец, која што не е више тука. Со неа и многу представи одиграв, кај што ми била девојка, жена, сестра, не знам што, многу игравме представи и многу ме погоди нејзината смрт. Многу. Така да, Пошто најмногу ја паметиш Билјана Ева, бидејќи не е по нејзиното лудило, кое што беше и темперамент. прекрасно на сцената, она беше фурија една, а мала ситна енергија имаше да те однесе како звер. орка. Да. И знам Другиот еднашка на Кандид во земјата на чудата, мојата омилена. Јас нешто зборувам некој текст, а она со раце ми брца по уши, по очи, по нос, со ногти, крво им не знаеш да ме прави. И ја една представа, ја внимавам, она од жарот на игра, ја една представа почнав да удирам по раме, пошто беше мале, ама скоро за цела сила. Она така се страни се, она се смее од што гледа дека правам нешто што не сум го правил. Ја пак уште еднаш. И немаше кога да ме малтретира. Така да... Значи со Билјана имав таков посебен однос. Да, реков и Јелена Жугич исто, една од тие со кои што сум играл доста. Имало и други. Ама овие две ми се најдраги. А од машката страна? Од машките се... Прво на почеток морам да кажам дека уште како студенти бевме нераздвојни, бевме со Сенко и со Ѓорги. И бевме... Секаде бевме заедно, игравме заедно. Ако некој нешто случајно не беше тука или беше болен или нешто не може да излезе, не прашува и вака гледа кај е третиот. Зашто навистина Златна тројка. Да, бевме секогаш заедно. Потоа на сцена многу имам играно со Бранко Ѓорчев, со Лилич, со Филип Трајковиќ, со Ванчо. Да, златни времиња, убави представи. Да. Исто мене Демонот од Девармало. Да. Една од исто омилените како и Кандид. Не смеам да заборавам и твојата приказна со мајка ти и татко ти. Тоа е некако исто нешто што... Да. Па и Александар беше таму. И Александар беше во таа приказна, беше Зеко, така? Зеко пише, кој што не се исто тука, беше Александар и јас. Да, значи од тогаш негде може би датира познанството со Александар. И пред тоа. Се знам со него, сме соработувале за разни проекти. Нешто снимања и така натаму глас. И таа мајката и таткото во сусрет на Александар, името он го смисли. И излезе од еднашка и тоа знаеш како беше? Каква спојка? Седевме во
во соседниот кафич, пицерија беше, кој што го имаше, кој што го држеше газдата на двата локала ги имаше. И седевме, јадевме пица, пиевме нешто и зашто не ти работи ова? Никако не проработи. Рече колку се сменија, колку пари е кирија, не знам колку ми рече, тоа сега не се сеќавам. Ајде еве рука, тидовме дома, реков земавме кафанос, што правиме сега? Па се снајдовме некој од ваму, некој од таму, некои спонзори, месечни, ова, така да и од прв ден беше полна до последниот ден. И беше навистина оригинална и интересна спојка. Да. Зеко Пижа, ти Александар, мислам. Да. Ајде, Зеко и Пижа веќе беа во нека приказна и пред тоа во угостителство. Колку траеше мајка ти, татко ти? Па не знам Нешто точно. кратко беше, да, не беше многу. Ние си излеговме зашто имавме и работа. Не можеме да видиме тука, го оставивме тоа на Пижа. Тогаш и Зеко не беше, веќе на Пижа го оставивме. После Пижа го затвори, па отиде преку Партизанска, таму исто отвори мајка ти, татко, и па и таа нешто не се одржа. И тоа, но важно беше ова приказна, имаше некои анекдоти, например, еден од келнерите рече ќе ме утепаше сега таксистот што ме донесе. Зашто? Па вика на таксистот, ме прашува до каде? Ја му викам до мајка ти и татко. Да. Цел ден идиоти возам, ќе те убијам, искаче, ќе искочеше, ќе ме тепаше. Ама не вика стварно, чекај, викам среќа мајцата што има, вика гледај како те. И еден таксист ме има прашано на бензинска, даци, кај е тоа мајка ти и татко, ти објасни ми, пошто ме бара, а викам ваму на Ленино, добро. Значи не ме зезат. Да. Дац, мора убаво да ја завршиме емисијата, не очекува концерт. Да. Тоа е термин март. Во 6 и 7 март, по повод 8 март, се вика Дамите бираат концертот, каде што ќе бидеме јас Александар нормално, ќе бидат плюс на сцена ќе бидеме 20 души, Dream Team цел оркестар, плюс појачани со некои музичари, пратечки вокали, ќе има една welcome drink која се влегува. Тука ќе биде нашиот DJ Миле, кој што ќе пушта музика. Па после се влегува на концертот, па концертот ќе трае. Па кога ќе се излезе надвор, Јоргош ќе не пречека со клавиатурата негова и песни, во кој што ќе ние ќе се уклучиме можеби. Не можеби, него сигурно. И еден коктел на кој што се сите добре дојдени. Кој е местото на настанот? Македонскиот народен театар. Да. Значи, двата дена, 6 и 7, во очи на 8 март. Во очи 8 март, така. Ти благодарам уште еднаш за... И ќе има и гости, плюс гости. Изненадување, нема да откриеме никого? Уште да не откриваме. Ајде да не откриваме, во секој случај сигурно ќе биде добра забава, тоа е загарантирано и ќе ви посакам уште многу успешни песни, успешни проекти, концерти и така натаму и да бидете во добар дух со Александар, со кумот. Благодарам многу, Здравкица, виш од тоа интервју што го направивме тогаш пред многу години. Ова е Поразлично, да, постари сме. Веројатно и позрели и со повеќе товар на грбот. Апсолутно, да. Но некако сега ни е ова изодениот пат од тогаш до сега. Така некако се надоврзавме на сетото. Ти благодарам уште еднаш, Даци, ќе им се заблагодарам и на нашите гледачи, доколку бевме ваше интересно друштво и оваа сабота, ви закажувам следна средба точно за 7 дена во исто време на исто место.